Гревче. Добро утро, да си кажеме ова утро за две по-сериозни и потешки теми. По вчерашните две одвоени полициски акции, првата против гонење на тероризам, а втората против сузбивање на криминални групи на локацијата, на повеќе локации во Скопје. Денеска утрово во 10 часот треба да продолжи судењето за убиството на Вања Ѓорчевска и Панче Жеровски. На сите овие теми денеска ќе зборуваме со Љубомир Ѓурчевски, поранешен началник во Министерството за внатрешни работи. Господин Ѓурчевски, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, благодарам на поканата. Во текот на вашата кариера долго време бевте помошник директор за криминалистичка полиција и сте доста повикан. Ваша стручност е токму ова за која ќе зборувам утрово. Прво би сакал еден кус коментар околу вчерашните акции. Станува збор за тековна активност на Министерството за внатрешни работи или нешто што се подготвувало подолго време? Видете, едната е подготвувана подолго време со аспект на висок степен на меѓународна соработка, што тоа и го појасни министерот Панче Тошковски во својата изјава, тоа станува збор за оние апсења во Струга и во Гостивар, каде што имавме активности насочени спрема лица кои што учествуваат во терористички групи, кои што регрутираат одредени лица за сторување на кривични дела од областа на меѓународниот тероризам и така натака, кои што едноставно ја загрозуваат безбедноста на секоја држава. Тоа е едната акција која што, пак ќе кажам, дека е со висок степен и на меѓународна соработка и висок степен на она што викаме перманентно и постојано работење на Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал. Втората акција е редовно работење на Министерството за внатрешни работи, која што викаме, согласно Уставот и согласно Законот за полиција, основна надлежност на Министерството за внатрешни работи е откривање, односно попречување, откривање и докажување на кривичните дела кои што се сторуваат на територија на Република Македонија, и тоа беше вчерашната акција. Така, за која очекуваме повеќе информации официјални во текот на денешниот ден, така беше најавено, меѓутоа некои медиуми објавија дека станува збор за гонење на криминални групи од скопското подземје. И сега еден интересен детаљ од една од информациите кои беа лиферувани е тоа дека полициската акција била на некој начин пробиена, односно искодошена. Требало да се случи во вторник, меѓутоа поради тоа што некој им дојавил дел од информациите на оние кои биле таргет на акцијата, таа почнала многу порано. Прашањето за вас е, кога се подготвува ваква акција, колкав оперативен тим е вклучен во тоа? Например, кога обвинителството ќе побара од полицијата асистенција, односно ќе ја ангажира, ќе побара од нив ангажман во однос на апсење на лица осомничени за тешки криминали. Колку луѓе се информирани за тоа и како можело да протече информација за тоа? Генерално прво треба да имаме во предвид дека полицијата перманентно собирала одредени оперативни сознанија, што викаме, за сторени кривични дела. Било да се тоа, дали да тоа се разбойништва, трговија со дрога, трговија со луѓе и така натака, значи што ми имало примена и на посебните истражни мерки, секако дека за целиот тој период дека се прибирале овие оперативни сознанија, јавниот обвинител бил известен за целата таа работа, затоа што посебните истражни мерки се применуваат исклучиво со судска наредба. Сега прашањето кое што вие го поставивте, тоа е прашањето на конспиративноста во постапувањето на полицијата и на јавното обвинителство, што мене лично ме загрижуваат, заради тоа што јас често пати коментирам за високиот степен на криминал и корупција во сите институции, вклучително и во Министерството за внатрешни работи, и сите оние действија кои што се сторуваат на релација организирани криминални групи и подмитени, односно корумпирани службеници во институциите, вклучително и во Министерството за внатрешни работи, и оттука доваѓаме до ситуација да одредени полициски акции, одредени планови на полицијата за превземање на оперативно-тактички мерки за фаќање на сторители на кривични дела бидат провалени, односно таа спрега што викаме помеѓу организираните криминални групи, власта, лидерите во политиката и така натака, сето тоа си има своја тежина, и затоа многу е битно да се внимават кои се учествуваат во изготвување на плановите
за дејствување на полицијата и колкава е таа бројка. Ајде конкретно ве прашувам, кога се подготвува акција за разбивање на криминални групи кои се осомничени за шверц на дрога, за трговија со луѓе и за други тешки кривични дела, колкава обично група, како се подготвува тој оперативен план и таа акција? Оперативниот план начелно, значи го изготвуваат Оделот за организиран криминал, криминалистичката полиција и раководителот на криминалистичка полиција и началникот на подрачното СВР, каде што ќе се преземаат одредените действија. Тоа е во почетната фаза и они ги планираат сите мерки и активности и број на снаги, односно број на луѓство кое што треба да учествуваат во спроведување на таа акција. Значи неколкумина знаеле. Неколкумина знаеле, но исто така знаат и во јавното обвинителство. Сега да не е префрламе топката дали е кај МВ, дали е во полицијата, дали е во обвинителството. Иако некои медиуми тука шпекулираат дека станува збор за поранешен висок партиски функционер. Значи, не би, јас често пати кажувам дека обструкции во Министерството 30 години наназад ние сме имале од корумпирани наши извршители кои што биле во дослух со организираните криминални. Јавноста никогаш не дознала дека некој таков е фатен, санкциониран, значи, осуден? Пазете, тоа е многу тешко да се санкционира, затоа што, пазете, секој пат многу е лошо кога се дават само политичка обоеност на вработените. Факт е дека во Министерството за внатрешни работи години наназад политизацијата е еден од главните проблеми за несоодветен кадар на соодветни, односно на високи позиции, затоа што ние имаме тамо се, но немаме онај потребен кадар на криминалисти, на правници и на економисти, имаме педагози, психолози, значи имаме несоодветна кадровска политика, но тоа е сосема друг проблем. Друга тема. Да се вратиме на овој случај. Значи вака, како што рековте, ако ќе можам ќе се обидам кусо да резимирам. Неколкумина од обвинителството за гонење на организиран криминал, неколкумина од МВР. Полицајците кои се вклучени во акцијата чекаат на готовност, не се информирани што и каде ќе гонат. Они се информираат пред настапување. Тоа значи дека ако јас издадам наредба дека денеска во 12 часот ќе почнеме оперативна акција таму и таму, полициските службеници ги повикувам да се јават на работните места во најмалку 2 часа порано. Ги запознавам со планот, значи со планот, со мерките и задачите кои што они треба да ги извршуваат на лице место. Можно е да е некој од ними и исто така во дослух, значи не можеме да кажеме, но затоа добар старешина секогаш прво што прави ги собират мобилните телефони за да нема комуникација, се следат одредени врски. Значи врските се снимаат, се следат тетра системот и така натака во Министерството за внатрешни работи, за да Министерството види сигурно дека нема да дојде до провалување на акцијата, затоа што јас читав од медиумите гужва на Блаце, бегале према Косово и така натака, со цел да ја избегнат приведувањето одредени осомничени сторители на овие кривични дела, што мене пак лично ме загрижува, значи ме загрижуваат за степенот на неконспиративност во Министерството за внатрешни работи и во јавното обвинителство. Значи јас не правам амнестија ниту на едните, ниту на другите, затоа што тие два органи се тие кои што согласно устав, викаме дека се надлежни за откривање, докажување и процесуирање на кривичните дела пред надлежните судови заедно со сторителите. Така да никој не може да ги амнестират. Факт е дека внатре, во тие институции, имаме еден куп проблеми. Сакате коруптивни, сакате политизација, висок степен на политизација, сакате лоша кадровска политика и така натака, но затоа треба тие кои што доваѓаат на позиции, тоа брзо да го равчистуваат и да го решаваат. Затоа што овде многу лесно може да се утврди кој од ангажираните полициски службеници од моментот на планирање до моментот на реализација ја провалил оперативната акција. Има така наречени кодоши, но има врвни
професионалци кои тоа да не се се лажеме. заслужуваат секоја чест. Значи и во едното и во другата институција, и во јавното обвинителство, и во Министерството за внатрешни работи, значи има професионалци кои што знаат да испланираат мерки, кои што знаат да настапат, кои што знаат да реализираат и така натака. Еве, впрочем, акцијата во Гостивар и во Струга покажува една друга ситуација, значи каде што имаме висок степен на професионалност. Може би затоа што биле вклучени и странците, како што рековте. Да. И странски служби па било повнимателно. Да, се повише се внимавало, но и овде мислам дека пак целта на акцијата е постигната со тоа што конечно во Република Македонија во последниве 5-6 месеци веќе имаме ситуација каде што криминалците и криминалните групи не можат да дивеат така лесно на улиците, како што имавме претходните години наназад, едно такво дивење и пасивност на полицијата да преземе одредени. Имате таков печаток и покрај тоа што имаше голем број убиства во последниот период. Речиси нема месец без неколку убиства. Пазете, тоа се убиства со познат сторител, каде што имаме имотно-правни односи, неравчистени фамилиарни односи и така натака, кои што се лесни за расветлување, но во последниве 5-6 месеци значи ги немавме оние престрелки, сем она што беше фрлањето на бомбата кај штекли, значи друго кривично дело од областа на организираниот криминал, односно од пресметките на криминалните банди со огнено оружје. Беше неколку убиства и минатиот месец. Не, тие се со познат сторител. Викам со познат. Ама не, тие со познат сторител малте не однапред се равчистени. Вие сторителот го имате сам, често пати знај да дојде сам во полициска станица и да се предај, да каже да јас. Имаше пресметка меѓу противставените кланови. Продолжува пресметката. Не, пресметката продолжува со фрлањето на бомбата кај штекли. Тоа е јасно и гласно, ние сите тоа сме го кажале, дека таа престрелка, вие пазете, ние многу малку имаме оперативни податоци за осомничени можни сторители на тоа кривично дело кое што е продолжено кривично дело од ланската година, нели, од првото пукање во подрумот во Изгейтс, па второто пукање на скалите во Изгейтс, па ова третово пукање што се случи, односно фрлањето на бомбата во дворот. Значи сето тоа загрижуваат, ние не викаме дека се е мет и млеко, но веќе на криминалните банди со оваа акција им се покажува дека полицијата полека ги ја преземат контролата на јавниот ред и мир и она што викаме во начелото на криминалистиката, ние како викаме, ние не гарантираме дека 100% нема да има криминал. Но многу е битно државата да го контролират, да го откриват и да го докажуваат во нормални правни постапки, судски постапки, каде што треба да бидат санкционирани сторителите, односно на што викаме дека криминалот е неисплатлив бизнис. Така. Добро ги искоментиравме двете последни полициски акции. Сега да одиме со она што е актуелно за жал последната година, а тоа е судскиот процес за убиството на Вања Ѓорчевски и Панче Жежовски. Денеска продолжува судењето со уште еден или двајца сведоци на обвинителството, а потоа и со материјални докази. Изведување на докази и сослушување, односно сослушување на странките. Како поранешен началник во Министерството за внатрешни работи, сега од друга позиција, можеби и од таа, како да речам, удобност на пензионерската фотелја, веројатно будно го следевте и текот на истрагата и судскиот процес досега. Што прво ви падна во очи, иако бевте вклучен со коментар на настаното уште од самиот почеток, од исчезнувањето на девојчето, па потоа и по објавувањето на информацијата дека девојчето е убиено, па овој случај е проследен со многу контрадикторности од самиот момент, нели, на пријавување на исчезнатите, особено пријавувањето на исчезнувањето на Панче Жежовски, кое што се според кажување на неговата черка е, нели, на 24.11, а за прв пат полицијата преземат одредени дејствија тек дури на 27 3 дена. Исто така се поставува тука една контрадикторност, дали имало потрага по возилото или немало, зборувам за Цитроено, дали имало или немало, дали е обезбедено некаде на камерите на Безбеден град, нели, во целото тоа движење пред она движење на 27 кое што, нели, е забележано кај зградата од каде што е грабната Вања Ѓорчевска. Сега, кога ќе ги проследите сите тие недоречености, сите тие пропусти во потрагата,
полица и Да, веднаш навлеговте во детали. Сакав прво генерално да дадете оценка. Дали забележавте генерално, сметавте дека има пропусти и во начинот на кој е водена истрагата? Дозволете, затоа реков, и ова е истражно действие, но исто така е истражно действие и од моментот на приведување на осумничените, првичниот разговор, пронаоѓање на телата, вршењето на претреси и така натака, потрагата по лице кое што беше во бегство, нели? И она што викаме изготвување на соодветни вештачења. Сето тоа се истражни действија кои што се преземани во процесот пред поднесување на обвинителниот акт, односно пред да дојде на судењето. Значи и тоа беше сето тоа проследено со одредени контрадикторности, затоа што и на првата пресконференција се излезе со некои податоци од страна на министерот за внатрешни работи, тогашниот министер и јавниот обвинител, кои што не смееа да бидат пласирани заради она што викаме дека предистрагата и истрагата се тајни и дека јавноста треба да биде информирана само за она што е од интерес. Да, пронајдено е телото, сторено е кривично дело убиство и тоа јас ќе кажам на монструозен начин, пазете, монструозни кривични дела и тука не би сакал никого да го амнестирам. И тука требаше да заврши целата таа работа со оглед дека обвинителството после тоа издаде наредби за претрез, за одземање, потрага по оружје. Ќе ве потсетам само кусо и тогаш обвинителството и министерот за внатрешни работи одржаа пресконференција рано утрото на 4 декември, а вечерта беше обелоденето со цел исто така поради пробивање, протекување на информацијата и некои медиуми лажно шпекулираа дека фрла меѓуетнички тензии, белег става на делото, поврзува. На тој начин и за да не се крене... Зато викам, значи секогаш нарушувањето на конспиративноста погрешно ја насочуваат истрагата, влијаат врз истрагата. Значи ние и вие, и јас, и сите кои што ја следиме таа работа, знаевме дека уште вечерта беше провалено од ваши колеги дека одредено лице од политичка партија многу влијателно е прво осомничен за сторување на тешко убиство. На грабнувањето, односно на грабнување, се уште не зборува за убиство затоа што зборува, веќе беа најдени телата. Да, тоа е вечерта на 3 декември. Вечерта на 3, да. И сега кога се излезе на таа пресконференција, повторно со одредени изјави, значи се наруши она што викаме тајноста на истрагата. Ние немавме никако ни едно вештачење, немавме пронајдено оружје што и ден денеска не е пронајдено, значи кое што е многу битен елемент во ова, дали ќе имаме пресуда, затоа што сега ќе дојдеме во фаза на изведување на материјални докази, не само на вербални. До сега имаме изјави, изјавите се менјат. Обвинителството е категорично дека има обезбедено материјални докази за да го подкрепи случајот. Тука не можеме никој да коментираме, затоа што викаме, ако обвинителството е категорично дека има материјални докази, тоа значи дека има вештачење на огнено оружје, вештачење ДНК анализи, значи се друго што е битно како материјален несоборлив. Викаме, материјалните докази се несоборливи докази во постапката, мимо сето она што странките во постапката во натака ќе имаат можност да го кажат во процесните действија, но сега е многу битно кои докази, кои вештачење, дали имаме најдено огнено оружје, дали со тоа огнено оружје е сторено кривичното дело, пукањето и така натака. Затоа не требаше да се влијаат воопшто на истрагата. Се кажа, има 2 пиштоли пронајдено, ќе видиме. Но тие 2 сега сите однапред провалија дека не се тие 2 пиштоли употребени во сторување на кривичното дело, што исто така влијаат на истрагата, нели? И сега почнуваат шпекулациите. Има докази, нема докази, па ова не е, па овој бил тамо, па овој бил онаму, па овој менјава тискас еднаш даден, па втор па даден, па така натака. Па има шпекулации дека се врши силна тортура врз приведените, врз осумничените лица. Значи сето тоа имаме човек со нарушено здравје заради примена на тортура. Значи сето тоа негативно влијаат на оваа постапка за да дојдеме до една ситуација на правична пресуда. Ние како викаме во кривичното право, подобро 100 виновни на слобода отколку еден невин во затвор. Преку глава ни е дојдено од монтирање на политички процеси сите овие 30 години. Не зборам. Што сакате со ова да кажете? Со ова сакам да кажам дека треба многу да се внимават
Многу да се внимават на материјалните докази. Да не се оди стриктно само по она што е вербален исказ на странките во постапката, затоа што нели имавме една изјава, па ново писмо, па притисок, па тука се поставуваат еден куп прашања, кој дозволил да бидат заедно во комбе, во исто комбе, значи еден куп прашања, еден куп пропусти. Тоа се знае дека лица кои што може да влијаат едно врз друго во постапка, дека не може да бидат транспортирани во исто возило, дека мора да има присуство на полициски службеници внатре, дека тие мора да бидат. Значи има процедури, за се си има процедури, кои што процедури треба да обезбедат една правичност во постапката, затоа што сега овде веќе зборуваме за постапка за главен претрес. Еден од главните аргументи на одбраната на осомничените, тоа на прво осомничениот Палевски, мислам дека е делот од обвинението каде што вели девојчето го убиле и го закопале во претходно ископана дупка и се соборува на тој начин главниот мотив за убиството, а тоа е дека сакале да бараат изнуда, односно сакале да бараат откуп. И во тој случај навистина е нелогично. Прво, зошто е дупката копана ден претходно, ако планирале да бараат откупа, не да губиат девојчето. И второ, зошто само неколку часа, можеби максимум 2 часа по грабнувањето го убиле девојчето, ако планирале да бараат откуп, а не побарале? Дозволете. Затоа јас на старт, уште во моите први настапи, кажав дека таму не можеме да даваме квалификација на кривично дело од користолюбие. Значи, тоа не е убиство од користолюбие, затоа што немаме во ниту еден момент комуникација помеѓу сторителите на кривичното дело грабнување, додека зборуваме за живо лице, и семејството на лицето од кое што е побарано соодветен откуп и така натака. Иако има порака од таткото на девојчето во која во погрешна Вибер група го праќа каде што вели кажете колку треба. Не, пазете, пораките од таткото и пораките од овие сведоци, меѓу кои Горан Трајковски, кој што наводно нели помогнал, а сега е во бегство поради опожарување на кафич, само оставаат додатна сомнеш во некои действија кои што се превземени во тие 7 дена, додека трајат потрагата од 27 нели до 4, односно до 3 вечерта, колку се 6-7 дена, значи оставаат еден простор на зголемено сомнение за мотивот на кривичното дело. Мотивот на кривичното дело јас го гледам сосема на друга страна некаде. На друга страна. Одмазда? Не, ни одмазда, ни ништо, него каде што обвинителството треба да преземе и одредени действија за истрага околу тестаментот за правни наследници на недвижниот и движниот имот на покојниот Вања Лазаров, директорот таткото на мајката на Вања. Да, таткото на мајката на дедото на Вања. Дедото на Вања, за кој што се зборуваат во кулуарите, се зборуваат за огромни средства, значи кои што треба да бидат целосно истражени и така натака, затоа што постои едно друго основано сомнение доколку и второто дете, помалото, кое што е болно од срце, доколку било присутно со Вања, дека и тоа може би че било грабнато и ликвидирано, се заради ова основано сомнение кое што посочувам како искусен истражител, затоа што ние ги водевме постапките, полицијата ги водеше истрагите до 2013 година, баш јас додека бев на работа во Министерството за внатрешни, дека тие индиции треба да се проверат, силно да се проверат, се со цел за да се утврди и оној елемент кој што оди во прилог на тоа дека таткото нема вина според сите овие сведочења и на Кираца Трајковска, и на други сведоци, и на Зорица, мајката нели и така натака, кој што на нивниот распит како сведоци на обвинителството посочија дека таткото нема вина по однос на било какви контакти со односно со првоосомничениот, што е многу битен елемент во целата таа постапка и затоа му беше изречен и куќен притвор, нели мерката притвор беше заменета со куќен притвор. Значи има елементи кои што треба и како дебело да се истражат, но јас верувам на тоа што некои кажуваат од обвинителството дека да, имаме материјални докази, материјалните докази се содржани во вештачењата, значи со вештачењата е утврдено кога е настаната последицата смрт кај едниот кај другиот, со кое средство, која е причината за смртта и така натака.
Така Да, има многу дилеми. Кусо само верувате дека ќе биде расчистена и дилемата до крај? Ова е едно од најтешките случаи во историјата на независна Македонија од 33 кусур децении. Мислите дека јавноста ќе дознае која е вистинската причина за ова монструозно убиство кое ја шокираше цела нација? Видете, јас чисто како човек демократа сакам и верувам дека вистината ќе излезе на видело, дека ќе биде изречена соодветна санкција спрема тежината на кривичното дело, затоа што секогаш во јавноста преовладува тоа монструозно кривично дело, дека е сторено и сите очекуваме дека ќе биде изречена соодветна санкција, но само врз основа на материјални докази, реков, затоа што дел од овие обвинети во случајот се познати сторители и на други кривични дела, односно во делот на ископот на артефакти, и зашто има и правосилна пресуда. Така да има елементи кои што и текако треба да се истражат подобро, уште година дена да истражуваме и да изведуваме докази, ама да изведиме на вистина докази и секој ќе почитуваме таа пресуда што ќе биде донесена од страна на судот. Господин Ѓурчевски, во еден од вашите првични коментари откако беше обелоденето и откако беше тоа изнесено како шокантно дека Вања Ѓорчевска е така свирепо убиена, прво грабната па убиена, а потоа беше и за Панче Жежовски. Вие бевте еден од тие кои ја го поврзаа случајот со малата Вања со еден случај од пред 3 децении, можеби и повеќе, односно 89-та година, со грабнувањето Билјана Србиновска. На сличен начин и приближно блиска локациски. Во Бразда беше најдено телото. Едното е на еднава страна од кај Стенковец, од кај стрелиштето, што се користи стрелиштето, а другото е најдено позади рудникот Бањани. Така да локациски е тоа сето исто и затоа јас и тогаш повикав дека тоа се кривични дела, монструозните кривични дела, овие не застаруваат и затоа повикав дека полицијата, не дека на нас, не дека ние во полицијата сме монструми, но ние мора да работиме и по најгрозоморните случаи, ние мора да го отвориме. Имате ли информација дали МВР повторно ја обнови истрагата за убиство? Има действија, значи има действија во Министерството за внатрешни работи и за тоа дело и за други евентуални некои такви. Вие додека бевте таму во ваше време, до какви сознанија дојдовте во однос на убиството на Билјана Србиновска? Пазете, јас додека таму работев, ние тоа што го имавме, значи некако како да бевне немојчни да дојдеме до некои поголеми сознанија од она што беше тогаш првично утврдено. А првично беше утврдено, значи телото беше пронајдено многу покасно. Во јануари, месец и нешто повише време веќе во фаза на распаѓање, знаете, одредени докази, одредени Друго време беше, немаше сейф, немаше камери, немаше мобилни телефони. Многу назад бевне и со ДНК анализите и така натака, значи науката отиде многу напред, судската медицина отиде многу напред и така натака, средствата потребени за сторувањето. Мислите има некаква поврзаност? Мораме да завршуваме. Јас мислам дека треба да се истражи. Мислам во подсвес мислам дека има некаква поврзаност, но не значи дека сум во право. Господин Ѓурчевски, ви благодарам многу. Темата е многу интересна, меѓутоа 10 сат време за новото информативно издание и за вести. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Да, во другото студио е колегата Александар Петрески. Александар, тука ние би завршиле. Што донесува овој понеделник во вестите?